Бадијава пиперка. Ја ги користам баш како зачин да ти кажем право. Едно пиперче доаѓа. Па знам, ама те уча ли тебе вака да ги држиш вертикално прстите кога сечеш? Вака. Да. Ти вика мачија шепа. Разбираш? Ама јас сега не брзам со тебе, ми увак муабетот. И затоа вака полека си да ја растегниме. Да ја развлечеме. Ај ти сечка, ја ќе пробам. Ти пробај од ракијата како е. Ево ќе му додадеме тука пиперка. А дали за тебе солта се става така како што некои тврдат дека солта се става само на крај на јадењето? Не е точно. Исто, се слагам со тебе. Не е точно тоа. Секој елемент од ова што ти го стави во лонецот треба да си добие малку од солта за да го има тој вкус цело време. Инаку после солта ќе плива. Точно така. Ти не знам дали еве гравот на пример. Добро. Зошто викаат некои луѓе гравот утредента е подобар? Затоа што дури утредента гравот ќе те предстои. Ќе прими од зачините, ќе прими сол, ќе прими абсорбира. Абсорбира. Так. И после тоа, од кој ќе го јадеш, испушта. Тоа е имаше да. Доктор на американска една емисија гледав, вели да не ставаш малку. Да, па тоа сега да ти кажам да земеш од печурките. Печурките. Иначе вака можеш што ракијата пробаш слободно да пробаш. Да, ние знаеме стално програма во живо да правиме. Еве јас исто така. Ова ти е како онај Бер, го гледаш онај survival типот што шета по целата планета и јаде се и се што и секогаш јаде, не ми е криво што јаде живи работи, му се чудам како јаде без сол. Значи, ептен на survival е отиден. А тие за камерата што се му даваат сол, не се дека Значи, он не се снима сам, цела екипа иде, светло, метло. Знам, тие и демистифицираат од време на време. Да го спасуваат, знаеш колку има околу него да го спасуваат? Знам, има хеликоптери, има она, ама типот ужива во секој случај. Тој не знам, ама јас уживам кога го гледам. Да. Ти навистина може да се научат убави работи. Пред нас да ни покаже, види колку ми е тешко. Знае да стенка, знае да превртува очи така да. Ти ке сече со лева рака. Тоа фатиме, да. Да, ти се работиш со лева рака? Да. Со која рака, на пример, местиш црче на улица? Чекај да се сетам. Ова ми десна рака, ова ми е со лева. Со лева, а? Да. Чудна работа, тие леваците се многу наопаку нарадили. Ке ти кажам, уште кога сум учел основна школа, тогаш знае учителките да ми забележат, де излези ти печијаре на таблу, и нешто ќе решавам таму и печијаре со левата рака. Пиши по тоа таблата, ти многу ме вија, многу знаеш. Да, ти уште тогаш многу. И едно време ќе ми се развика, чекаме, што преш? Што правам, пишувам. И како со лева рака? А, пардон. Па ќе си продолжам со десна. Што збориш? Значи универзална сала. Ја волна ти е за ова, нисам. Ама ме бивало, не знам ти, не ги знаеш сите мои перформанси. Да не загоре таму. Не да загоре. Јас ти кажам што ќе го направиме нено. Ја ќе му да турим овде. Вода. Тура и вода не жали материјал. И сега ќе крчка. И тоа сега вака кире, ќе си крчка тука. Ова треба да биде за некаде 15 до 20 минути. Добро, што правиме ние во меѓувреме, емитуваш реклами. Во меѓувреме ние двајца ќе си пиеме по едно убаво винце. Добро, како кој? Така, како кој. И ќе чекаме да биде едењето. Кујна, ТВ, кујна. Ставиме ова враче. Едно по едно. Едно по едно, вака. Да се запржи цр. Видиш како тоа му дават една димензија? Так, колку врел зејтин да го потфати малку и да знае со кого има работа. Да го потфати малку поите треба од двете страни. Оп, од сите страни. Да. Така со рака мора? Јас го правам со рака, немој ти со цел ризик. Ако не знаеш, не прави. Не, ми треба прстите. Ти требаат прстењата? Да, за местење мамци на јадицата. Ти знаеш дека телевизијава дока ја отиде,
До каде отиде? Значи, денеска во наше време модерно е HD. Да. Значи, high definition. Така? Ама тоа ти е нормална слика со подобра резолуција. Така. А во светот веќе има 3D. Значи, 3 димензии и замисли ова кога Кога би било еден на ден, 3D, да, и кога би почувствувале мирис, нели? А не треба многу да се замислува, може би еден ден и миризбата ќе стаса до гледачите, не само слика во 3 димензии. 3 димензии. Еа вака. Едно два убаво вратче. А тавчево многу ме интересира. Ова се вика Ова е вог. вог. Значи ова е чист лим, чист плех. Добро. И Гледам дека со метал на вако нема гајле. маша работи. Уште подобро. Значи и Не се гребе? не се гребе ова затоа што е челик, чист челик, разбираш? Нема зошто да се гребе. Сега ние не го земавме за гребење тука. Така да има разни типови што сакаат да. Вака. Јас ќе сервирам за двојца. Ова да ти кажам е кулминација, ова е крешендо во музиката кога правите елементи го прават правиот мирис А, така. и вкус. Види сега. Што видим? Што бивна оваа работа, бе, мај. Како ги прават овие? Тоа да видам. Како ги прават овие, не знам? На температура На температура. А, вака. 3706. Еј, ова го запржитно во. Па доста е. Сега ти ке вака. Да ти покажам како оди целава ова, како оди целава играчка овде. Тоа е значи главно јадење и амбалажа. И ти е специјалниот додаток. Не е билки тоа за еден човек. Ова е за еден човек. О, тешко мене. Ова е за тебе, другарче. Може ти само месото да ми го даеш ова да се го јадеш. Абе ти како сакаш све со протекција мајката? Не може со протекција. Те гледам на телевизија, значи кога работиш, земаш Макдоналдс, прекрасен Макдоналдс, види го како на саканата да ја однесеш наместо цвеќе само за мирисење една китка Макдоналдс. Од китки имате ли? Дали ги користиш и стебленцата? Држките се вика. Да, држките, добро. Обавезно. Обавезно, ништо не фрлам од Макдоналдса. Так, тоа е убавината. Да, и крцка. една димензија. Е вака. Една лажица. Kujna TV, kujna. После супата следи главното јадење. Тоа обавезно вклучува месо. Карактеристично е свинското, пилешкото, јунешкото и мисиркиното месо. Најраширен начин на подготвување, донесен од страна на освојувачите, е месото на скара, карне асада. Пред тоа, нормално, месото мора да отстои во некоја од бројните маринади. Јунешкото и свинското месо се сечат на тенки и долги парчиња, а пилешкото и мисиркиното месо се сечат на коцки. Често на трапезата свое место наоѓаат и плодовите од морето, што е и за очекување со оглед на должината на Мексичкото крајбрежје. Покрај вообичаените видови на риби, ракови и школки, може да пробате и некои помалку вообичаени, како на пример морско куче. Како прилог најчесто се сервира грав, ориз или пченка, помешано со некој вид на пиперка и некој или неколку видови од останатиот зеленчук. Ова богатство на трапезата речиси секогаш е надополнето со сирење и сосови. После ваков обилен и тежок оброк, мексиканците најчесто се определуваат за десерт да послужат овошје, кое таму го има во изобилство во текот на целата година. А ако веќе се сервира нешто друго, тогаш тоа најчесто се лесни колачи со специфичен вкус кои им го даваат чоколадото, бадемите и циметот. Kujna TV, kujna. Кафе браво пијам, премиум разбираш, пијам и добивам, награди разбираш. Браво премиум, мало и големо, за секого померка, пола кило дајте, за царско ме разбираш.
Ајде море цацко, почасти кафе, нека пие цела држава. Ајде, нека пие, нека ужива. Кафе ако се разбираш, премиум разбираш. Браво, премиум! Кире Лазаров. Најдобар стрелец на европските и светските првенства на сите времиња. Најдобриот со најдобрата. Пелистерка. 100% живот. Вистинскиот вкус се препознава. Осоговски млечни производи. Мебел за секој дом. Трапезариски маси и столици со врвен квалитет од реномираниот производител Гинко од Пожега. Изработуваме и плакари со лизгачки врати, детски соби и кујни померка. Можност за плаќање на 72 рати. Салон за мебел Розмајер. Ѓорче Петров. Кујна ТВ, Ова за мене. Стои тука сега, стоите се моля. Сега гледачиве кои ќе ми станат ли бамарни. Ајде да видиме сега како е ова. Ќе речат алалда му е, човеков се проби во животот, почна и да крка на телевизор. Грашако како да сака уште малку. Што сака? Си го бара. Ке почнам и јас да овкам како некој. Како Оливер, Сите, да. како Оливер Млакар. Сите што готват и што јадат така, што се врткаат по гурманлакот, знаат да викаат. Ево овде со едно убаво винце, сега ќе ти дајме едно винце. А Ние ќе одиме кон винцето или винцето ќе дојде кон го нас? донесат винцето сега. Тоа е режија, тоа е сценарија. Абе, не виде на работа, сега режирано и дотерано. Ево, винцето доаѓа. Кафе, пиеш ли ти бе? Добро. Кафе, Пијам. браво, пијам. Пијам и уживам. И кафе ќе ти дадам после, немој да бегаш туку така. Не. Кафето ќе си го Не ме направиме. доваш и сега... Да те прашам, ова ако е македонско јадење, македонците сакаат малку и да биде луткасто, да биде подзачинето и би било убаво. Еве, можеби немаш во моментот овде, меѓутоа дали може кисела туршија или само свежа пиперка лута? Чекај. Можеби Јас ова ти дадов да го пробаш, ти му се фрли, те гледам дека си Ама гладен. таков тип сум, ај благодарен Така, тука ти е виното. Сега да ти кажам вака, значи, ова секој пат се сервира. А може да го држиш ова порцеланов од и жежи? Така. Значи го проба Кике и рече дека е убаво. Да, давам гаранција 3 месеци. Така. Но ова тука секој пат се сервира и 2 лажици кисело млеко. Грашокот обично оди со кисело млеко. А од тоа киселото нема да имам кисела насмевка после? Како може да добиеш киселини од ракијата, од вин, од... Ај. Шубав звук. Мене не ми е за виното, не сум алкохоличар. Само заради звукот, Да да. видам со како вака фати доле, доле фати. Не, добро. Треба смирен звук, смирен. Епа, Кике, ево ваму да не сликате нас за телевизија. Ние се сликаме сега за телевизија. Од порано се знаеме со Кике. Уште како мали, Кога сме очекувале пубертет да не фати. Како мали и бесни. Леле. Убаво кафе. Манџата со нас и бегај од пред камера. Ај ти напред, јас по тебе. Ајде по мене. tetki strini, babi i vujni, što za danas vo vašite kujni. Nije imame